Добро вечер. Јас сум Ацо Кабранов, а вие го следите отвореното студио на 1 ТВ. Најнапред добро вечер за мојот вечерешен гостин Ибрахим Мехмети, политички аналитичар. Здраво. Добро вечер. Ибрахим Мехмети ќе биде мој и ваш гостин во наредниве 30 на минути. Ќе разговараме за она што е најактуелно на политичката сцена, кампањата за председателските избори. Денеска отприлика негде сме точно на половина на кампањата за првиот круг од гласањето на 21 април. И веднаш на стартот ќе го прашам Ибрахим како ја оценува кампањата? Како умерена, анемична или така како што треба да биде? Да мотивира? Па, пред би рекол дека е умерена, барем оној дел кој се однесува на самите кандидати. Во нивните дуели и она што е во јавност и општо и надвор од она што е, да речеме, во телевизиите како нај присутен медиум, но другиот дел кој што е малку на страна и делот што го водат политичките партии и симпатизерите на кандидатите, таму мислам дека е малку поживо. Не мора да значи во позитивна смисла дека е поживо, но очигледно дека се води поголема битка за да се добие симпатија, односно да се искористи битката за председателски избор во нивните партиски конта. Да, да ги позициите да ги заекнат нивните позиции на сметка рейтингот на партиите да го заекнат. Да. И токму затоа можеби ние немаме и сме немале досега вистински председателски избори, туку секој пат тие се претварале во парламентарни. Токму така и мислам дека тоа го прави уште потежок изборот на граѓаните и затоа и гледаме дека на сите анкети имаме огромен број на граѓани неопределени или кои не знаат што да прават, за кого да гласат. Можеби половината се такви, затоа што не се остава простор на самите кандидати, па и самите кандидати понекогаш ги преминуваат овие линии на компетенциите кои што се предвидени за председателот и се впуштаат повеќе во кампања која што им одговара на политичките партии, па дури некогаш тоа се прави експлицитно, како што беше случај и во оваа кампања, каде што председателските кандидати бараат парламентарни избори. И беше многу... Да. За мене беше доста интересно кога кандидати на опозицијата се жалеат на некој начин, го критикуваат фактот што би можел кандидат на опозицијата да биде избран, што значи би бил еднопартиски систем, а од друга страна викат ако победи кандидат на опозицијата треба да има парламентарни избори. Да. Тоа што го вети логиката е дека би требало и парламентот да биде од истата партија. Значи они барат само промена на власта, а не вистински плурализам или кохабитација. Наместо да има председател и парламент од иста партија, да има председател и парламент од друга партија, што нема логика. Но тоа е битката која што за жал се меша и затоа ги прави граѓаните позбунети и би било наистина многу подобро кога кандидатите би се задржали на оно што е нивна работа што ги очекува. Има полно работи што се дел од ингеренциите на председателот на државата, кои што не се објаснети во кампањата. Ние видовме во... Не се ни трудат кандидатите да го објаснат. Па не се трудат... Или партиите не им оставаат простор. Па може да биде и тоа. Да. И мислам дека тоа е главниот проблем. Сериозно, бидејќи ако се навратиме на назад овие 20 и кустур години, ќе видиме дека во одредени моменти председателот на државата има прилично високи големи ингеренции, како што беше случајот во 2001 или во април 27 април минатата година, кога односно 2017 кога можеше и амнестијата, но и можеше да се прогласат не знам военна состојба, воена состојба, такви работи. И тука тие моменти не се објаснуваат во кампањата. И тоа мислам дека би играло улога во определбата на граѓаните кој е кандидатот на кого му верува, дека во една таква ситуација, која би се повторила, кој од тие кандидати би бил најприсебен или
неутрален, најнезависен во донесување на одлуки кои што не би биле само пресикување на желбите на политичката партија која што е на власт или која што владе во тој момент. Добро, сите тројца кандидати на стартот, и Пендаровски, и Силјановска Давкова, и Река, на стартот се представија како непартиски кандидати, надпартиски кандидати, Да. но поддржани нормално, бидејќи 10.000 гласа може би премногу за да собере еден независен кандидат или не пробале, Да. но како мина времето од кампањата, очигледно е дека тие се под капата на партиите кои ги поддржале, што за мене беше изненадување, поготово кај кандидатот Блери Мрека. Мислев дека тој е понезависен ке биде, но и тој влезе под капата на Алијансата на села и на БЕС. Да, мислам дека мене ми е стварно на некој начин и тажно од перспектива на граѓаните што возрастни луѓе, интелектуалци се обидуваат на таков еден начин да ги збунат граѓаните, да ги залажат на некој начин дека се независни, иако гледаме дека не се независни кандидати. Апсолутно, сите тројца. Дури некои од кандидати ги имат и амблемот на партијата која што поддржува на плаката, вамо се прикажува како независни. И на секој митинг. И на секој митинг, да не збориме за тоа, поздравување на лидерите на партиите и така натаму. Тоа малку е дегутантно за мене од аголот на граѓанин и мислам дека тоа не е коректно. Не е коректен однос кон граѓаните. И мислам дека тоа може да е една од причините што имаме таков мал интерес кај граѓаните да се определат за некој кандидат, бидејќи сепак ние не сме многу развина демократија, немаме многу искуство во парламентарна плурална демократија, но сепак граѓаните знаат што е независен кандидат, што е партиски кандидат и мислам дека тоа не им служи на чест на овие кандидати кои се прикажуваат на тој начин. Добро, зошто и оваа кампања и претходните кампањи за председател секој пат биле во знакот на партиски, на парламентарни? Дали ако е само кандидатите кои што ќе представуваат само програмата за председател на државата, собствената програма, дали тоа нема да ги мотивира граѓаните и затоа ли се вклучуваат и партиските лидери оти, еве и на сите тројца сега, не знам точно на Река дали секој пат одат од БЕС и од Алијансата со него, но на митинзите, на средбите со граѓаните, Давкова и Пендаровски секој пат одат со партиските лидери. Да. Мислам дека е штета заради мотивација ли е тоа на гласачкото тело? Очигледно дека поради мотивација, а причината за тоа е што кандидатите, односно независни луѓето кои што не се вклучени во партиските структури, се плашат дека нема да можат самите да мобилизираат граѓани да ги поддржат, да гласат за нив. Не само граѓани, туку и самите митинзи кои ги организираат барат инфраструктура човечка и било каква и ресурси кои што они може ги немаат или пак немаат спонзори кои се подготвени да ризикуваат, да речеме, со еден таков кандидат. Иако ние гледаме дека во полно држави и не многу поискусни од нас во парламентарна демократија кои што тоа го прават и со успех. Значи имаме кандидати кои се независни и постигнуваат успех без да бидат кандидати на политички партии. Кај нас се уште никој не се одважил тоа да го направи или не нашол поддршка на, веројатно треба и финансиска поддршка. Тоа ние уште имаме можеби развивен систем на донирање на кандидати, посакувани кандидати и додека е така, партиите тоа го користат да представителските кандидати ги киднапираат, така да се изразам, и за жал на крај тие се претварат на некој начин во нивни амблеми во изборните кампањи и гледаме дека и во оваа кампања представителските кандидати во исто време агитираат за нивните политички партии кои ги поддржуваат и да не се членови на партии,
агитираат за нив на следните избори. И тоа е кај нас и мислам дека треба малце да се зборуи за ова, не знам, може медиумите треба тоа да го прават повеќе. Не кога ќе се објават избори, туку далеку пред тоа да се промовираат луѓе кои што имаат потенцијал да може да бидат добри. Како што е во Америка, штом ќе се направи избор на председател, веќе почнуваат да профилираат. Почнуваат да се профилираат луѓе, да ги поддржуваат. И тоа искуство нас ни треба. Добро, на овие избори прв пат имаме консенсуален кандидат кој што со уфрлувањето на река во изборниот процес некако поблиску сум до она што Мендух Тачи го тврди дека е од консенсуален се претвори во кандидат на владеачките партии и некако тој консенсуален кандидат остана сега така. Не баш консенсуален. Не баш консенсуален. Добро. Инаку идејата е добра. Да. Еве, Ахмети и кажа дека претходно на Груевски му предлагале Владо Поповски му го предлагале за консенсуален, не прифатиле тогаш Груевски. Го предлагале Денко Малевски и се нашле кај Стево Пендаровски. Да. Самата идеја за заеднички председател, бидејќи консензуален, мислам, теоретски е проблематично да се каже, но ете, заеднички кандидат, мислам дека е добра идеја. Според мене тоа е еден степен погоре во градење на инклузивно општество, каде што етничките поделби не се на прв план, иако тие постојат и веројатно ќе постојат уште некое време, но барем политичките партии да смогнат сила да покажат пример дека може да се направи нешто поинаку. И за мене за поздравување тоа што политичките партии преземат еден чекор кој што може да е ризичен. Да. И за двете партии. Особено за Дуи сега. Особено за Дуи во случајов. Па може и за СДС, бидејќи видовме дека СДС изгуби доста поддржувачи, споредено со локалните избори 2018. Така. И сега гледаме дека кај македонците поголем број процент на поддржувачи поддржуваат кандидат на ВМРО, помалку на СДСМ. Тоа се незадоволни од начинот на кој што владеат. Тоа да, но не мислам дека тоа главната причина, искрено да ви кажам, бидејќи не може толку брзо да забораваме како владееше претходната влада, па сега одеднаш оваа влада да не чини и да ја повторно да ја бараме таа претходната. Тоа е за мене нерационално, неразумно. Ја не можам, неразумно за мене, не може да разберам дека луѓето одеднаш викат ај не чекај, па тие може били подобри. Тоа ми е несфатливо дека може да биде причина за оваа промена. Повеќе мислам дека се незадоволни од можеби од овие политики. Истото и кај Дуи, бидејќи и они влегоа во иста игра, да речеме, што мислам дека треба да го направи некој тоа. Не се случува само. Инклузивно општество не се гради само по себе. Не е тоа дрво да го садиш па да расте. Треба да некој да работи на тоа. Они тоа го прават и тоа е позитивното во случајов. Меѓутоа, од друга страна гледаме дека другите тоа го користат како политичко орудие за нивната кампања, за да приграбат од тој гласачки колач, така да речам. И ќе видиме како ќе заврши, но мислам дека би било фер и коректно од сите партиципиенти во оваа кампања да не го злоупотребат тој момент. Иако политичка борба е легитимна, мислам дека сите треба да имат доблест да овој момент на заедничкиот кандидат кој што треба да го поддржат повеќе заедници, не само македонци и албанци, тук гледаме дека има и други. И според анкетите гледаме дека скоро сите помали заедници се вклучуваат, се придружуваат, да речеме, на таа акција на бирање на заеднички председател, кој што би ги представил нив поблиску. И
и тие што не се служуваат треба да бидат свесни дека тоа е добро за земјата. Можда не е добро за нивната политичка агенда, но е добро за земјата. А во случајов кога имаме активен, динамичен процес на НАТО и евроинтеграции, каде што токму тоа се бара од нас и се очекува ние да пораснеме, да се развиеме во држава која што знае да прави внатрешни компромиси во смисла на наоѓање на решение за проблеми и за не само за проблеми кои што се стари, туку и за прашања и може да бидат и проблеми кои што се однесуваат на нашиот процес на евроинтеграција, кој што тек следува. Да. И затоа мислам дека тоа треба да биде, за мене тоа е позитивно и се надам дека нема политичките амбиции тоа да го погазат. Во македонскиот кампус некако е јасно дека поделбата меѓу граѓаните македонци е заради промената на уставното име, Преспанскиот договор и решавањето на проблемот со Грција. Не толку со Бугарија, највеќе заради промената на уставното име. Има многу незадоволни што не се согласуваат со тоа. Може би тие се прелеваат кон ВМРО, сигурно. Без разлика што ВМРО вика, постојано повторува дека и тие се за ЕУ и НАТО, но не се изјаснуваат како би го направиле тоа. Да. И дека без решавање на тоа, условот беше тој. Но не ми е јасно зошто е поделеноста сега кај албанците кои што беа, мислам, околу Преспанскиот договор, Да. консенсус имаше. Сега е некој атак кон Дуи, кон незадоволството од начинот на кој владее, предолго владее. Прво мислам дека искрено мислам дека кандидатот на албанската опозиција Блерим Река би може да биде одличен председател. Да. Истото го мислам и за Пендаровски. Да, полно. Мислам дека двајцата кандидати се одлични и штета е што албанските партии не се договорија како да настапат, бидејќи ова е сериозно прашање. Може би ќе беше не знам, прифатливо да има некој као Блерим Река кандидат, да биде прифатен и од СДСМ. Да. И од ДУИ, од сите, тоа требаше да се прави со договор, а не со битка кој ќе биде посилен, бидејќи во случајов на констелација на силите, тоа не вродува со плод. Значи, имаме битка помеѓу минатото и днината. И днината е она што сега го живееме. Значи, имаме трнав по еден пат на НАТО и евроинтеграција и сите треба да се свесни, и политичките лидери особено, што треба да се прави за тоа да биде успешно. А од друга страна, постои фрустрација кај албанската опозиција и тоа е, мислам, резултат на локалните избори, каде што СДСМ застана на страната на ДУИ. Да, во Струга, да. И во Гостивар, да им помогне на ДУИ. Па и тето. Па и тето, и на сметка на Алијанса и БЕСА. Мислам дека мене лично да ме праша некој, мислам дека тоа не беше добро, не беше во ред. СДСМ требаше или да ги остави нив, да се борат равноправно, или ако требаше да ги подржи, требаше на некој, не знам, да ги подржи подеднакво, ако тоа може воопшто да постои. И тука мислам дека се направи тој јаз се отвори помеѓу Алијанса и БЕС од една страна и СДСМ од друга страна и ДУИ се разбери, и таа цена ја плаќаме сега. Односно државата веројатно ќе плаќа такви цени, но јас сепак се надевам дека ќе се најде начин тоа да се надмине. Самите гласачи на крај ќе ги решат овие Инаку не беше изненадување дека Алијансата и БЕСА ќе атакуваат на овие председателски избори, ќе ги искористат за да си ги измерат силите и да можат што повеќе гласачи да откинат од електоратот на ДУИ. Тоа не вика. Ако вие не се грижите за нас за локалните избори, зашто ние сега да се грижиме за вас? Претпоставам дека тоа е мотивацијата зашто они
настапуваат со свој кандидат кој што може да ги подели гласовите на тие бидејќи ВМРО ги има своите гласови. Да, има стабилно гласови. Има стабилни, може да се антиципира колку ќе добие нивниот кандидат. Додека од друга страна имаме подржувачи на СДСМ и албанците кои што одат на истото конто, помалку или повеќе. Сега со ова ќе се подат во првиот круг, но се надам дека во вториот круг ќе се најде некој политички компромис и овие разлики помеѓу албанската опозиција и владеачките партии да се надмине во корист на ова што го збориме да имаме претседател кој што нема да ги кочи ако ништо повеќе. Претседател нема потреба да прави нешто посебно, доволно да не ги кочи процесите како што тоа се правеше во минатото. Дали со законите, дали со изјавите, па и со угледот на земјата. Ние видовме дека во последниве години никој не го кани нашиот претседател, нити па и дури кога доаѓа тука не го посетуваат. Тоа е навистина страшно за една земја која што тој самиот себе се истроши. Он се истроши, но земја која допрва сака да се вклучи во европската сцена, а да биде на тој начин изолирана, навистина е голема цена. И се надам дека со овие избори нема да дојде до такво нешто и дека сите тие што мислат земјата да водат во еден правец, дека сепак ќе најдат, ќе смогнат сила да ги надминат нивните лични комплекси и да најдат заеднички јазик, да не ризикуваат нивните потреби да се одразат на едината државата. Инаку изненадувачки е колку лидерот на Дуи Али Ахмети се вклучи во кампањата. Искрен да бидам, јас не очекував дека толку ќе се вклучи и ќе агитира за консензуалниот кандидат. Да. Веројатно тоа и за да го подобри рейтингот партиски на контото оди, но сепак мора да се признае дека се вклучи, што мене ме изненади. Па не знам дали толку се работи за екнување на партискиот рейтинг, колку што мислам дека тоа е одложување кон ангажманот на СДСМ. Да не забораваме дека СДСМ имаше иста таква задача или такв предизвик на локалните избори, но уште повеќе можеби во изборот на претседателот на собранието, каде што се разбира дека без гласовите на СДСМ немаше да може да биде избран албанец за претседател на собрание. И очекувано дека Дуи, чисто кандидат е сега претседател на собрание, да се одложи на тој начин и да се покаже добра волја и кон граѓаните општо. Ја не мислам дека ова меѓуетничка соработка треба само да биде вреднувана од симпатизерите на СДСМ, туку мислам дека треба да го вреднуваат и тие што поддржуваат ВМРО, бидејќи ова што случува ја барем не го гледам само како некој партиски договор или партиски бенефит, туку се работи за еден процес кој што би требало државата да ја направи подобра. И подобра во она што подразбираме, зашто може и тоа да се дискутира, кој што подразбира дека е добро, за некој ова е лошо, но ние гледаме дека цел свет доаѓа луѓе кои што се наши пријатели, наши поддржувачи и кажуваат дека сега сте на добар пат, продолжите така. И која е логиката да тврдиме ние дека не, ова сепак не е добро. Не сме ние толку силни да можеме да речеме не, ние имаме наш пат кој што е добар. Турција тоа може да го прави, има 80 и кусур милиона, има огромна економија и они викаат ние купуваме СС ракети од Русија, а вамо сме членка на НАТО и пак може да обстане, зашто е голема држава. Ние не сме толку големи, нити толку силни да можеме да игнорираме тие оценки кои што ни ги дават сите, дека ова е добриот пат по кој што одиме. Не можеме ние да тврдиме дека не, вие не знаете ништо, ние сме попаметни и ние ќе си одиме по некој друг пат. Тоа е, мислам, очигледно дека нема да не однесе нигде. Ме изненади изјавата на еден од кандидатите на професорот Река пред некој ден, дека
за него не е исклучиво дека и во првиот круг ќе нема доволна излезност, дека ќе пропаднат. Ја не верувам такво Пред нешто. 2 дена Да. имаше таква изјава. Стварно, ако се случи такво нешто, ќе бидам многу изненаден. Навистина тоа ќе значи огромен проблем за државата, бидејќи имаме значи, кандидати на двете најголеми политички блока, да кажеме, Да. не партии само, туку и блокови, па и опозиција, значи сите политички блокови кои се во парламентот, се извинувам, се ангажирани во оваа кампања со кандидати, со сви, и сега да нема 720.000 луѓе што ќе излезат да гласат, мислам дека е препесимистично. Тоа зашто излегуваат да прават кампања ако не веруваат дека ќе има Да, и мене ме таков зачуди интерес. тоа. А за вториот круг, ја дури мислам дека и вториот круг верувам дека ќе има цензус, бидејќи е помал од референдумскиот. Значи тоа се бараше 900 и нешто илјади, Сега е 40 насто. 720.000. Го симна. Ако имаме двајца кандидати, макар река и Пендаровски да оде во втор круг, пак мислам дека ќе има цензус. А ако одат ВМРО и СДС, како што се очекува според сите пресметки, не знам како нема да има. Да, интересот е низок, но ако партиите не се способни, бидејќи да бидеме реални, оние водат оваа кампања, процесот, да ги мотивират луѓето, тогаш треба да се размисли за промена на законот. Да се стимне уште цензусот. Да се стимне цензусот или да се избере во парламент, како што се избира во како што се собрание. бира во повеќе и во околните држави. Може би тоа не е добро, бидејќи имаме нели едноличен вертикала на власта, еднолична, но ако гледаме дека не постои интерес за од граѓаните да се гласа, тогаш треба да се најде друго решение. Да не се трошат џабе парите. Да се трошат џабе пари и време и енергија и ресурси за ако гледаме дека тоа е толку голем проблем. Инаку очигледно е дека опозицијската ВМРО ДПМН, па и опозицијските БЕСА и Алијансата овие избори и не крие дека ги користат за да предизвикаат предвремени парламентарни избори. Па да, имаше такви. Бидејќи од Заев добија ветување, даде една изјава Заев, премиерот Заев, дека ако Пендаровски нивниот кандидат изгуби, тогаш ќе распише, ќе се согласи за предвремени парламентарни. Да, тоа е контрадикторно со тезата дека не треба да имаме едноличен систем на власт. Бидејќи ако изгуби Пендаровски, добие кандидат на опозицијата, тогаш треба да имаме парламентарни избори за опозицијата да оде повторно на власт. Значи повторно ќе имаме едноличен не сме го решиле проблемот. Не сме го решиле проблемот. Нема логика во тоа. Сега друго е морална одговорност, да речеме, ако чувствува власта дека ги изгубивме председателот и немаме желба да продолжиме, не се чувствуваме како се вика компетентни и посакувани. Тоа е друга ствар, ама по автоматизам мислам дека не гледам логика, иначе така тоа да имаме и локални избори, бидејќи нели се изгуби, тоа сите избори треба нека бидат во исто време и само нека се направи некоја формула да се дели. Не гледам во тоа искрено логика, но они ќе одлучат сепак, но се надам дека тоа нема да биде на штета на процес. За мене најважното е да ние излеземе од овој ќорсокак во кој што бевме најмалку 10 години, а може да кажеме и 20 и кусур години. Да. И конечно да трнеме напред, стануваме членка на НАТО. Сите брзаат, гледаме сите земји експресно ги ратификуваат овие договорите, што немало таков случај. Дури Црна Гора, мислам дека ќе ја надминеме во брзината на добивање на полноправно членство. Сите се трудат и да ни помогнат на некој начин и да добиеме датум за преговори со Европска унија за членство. И сега ние да играме, мислам, такви
игри на суета. Би било несериозно од нас. Несериозно, комплетно несериозно. И се надам дека нема да стигне до таму. Медиумите исто играат огромна улога и на овие, како и на секој други избори. Првите такви оценки и од ДИК, и од АВМУ, и од ОПСЕ, со ситни, со некои забелешки техникали, се дека се известува дека медиумите добро си ја вршат работата, во мониторирањето не влегуваат електронските овие интернет порталите, не влегуваат сите оние, влегуваат по-битните што имаат и фирма, и кој се, и како се. Што мислиш за медиумите? Како си ја вршат сега работата? Во споредба со... Па, ако споредиме со тоа што беше допред 2 години, да речеме, неспоредливо е поправено состојбата. Тоа можеби не се нотира толку во тие мониторинзи на медиуми што ги прават меѓународни организации. Тоа се првични извештаи, да. Да, но и во рангирањето на слободата на говори така натаму, мислам дека разликата е огромна и позитивна за мене, иако ние треба да поминеме уште доста пат прво да се рехабилитираме од тоа што се случуваше во минатите 10 години и потоа да компензираме тоа што сме го изгубиле и да фатиме чекор со, да речем, со нормалните земји. Ако спореме со регионот, ние сме тука сите помалку или повеќе, но она што мислам дека треба да се прави дополнително кај нас е малку повеќе едукација и на медиумите, но и на граѓаните за она така наречена медиумска писменост, бидејќи и да препознаат што е вистинска, што е лажна информација. Значи да се развие критичко гледање па и на информациите, затоа што гледаме дека многу има злоупотреба на медиумите, особено на социјалните мрежи, и некогаш најдобронамерената критика се извртува во нешто, не знам какви напади, наводни напади кон некого или кон нешто, ако кажеш дека ова било даде партија или било кој субјект, ако некој даде и најдобронамерна критика, тоа се тие партиски милитанти, медиумски или по социјалните мрежи прават хајки против луѓето и мислам дека на тој начин постепено се гуши слободата на говорот. Да. Порано ние имавме во поранешниот систем и подосна нели цело време зборуваме за слободата на говорот во самите медиуми и мислам дека тоа до негде се успеа, но сега имаме гушење на говорот, на дебата во јавноста, на јавниот дискурс со тие, не знам, лажни профили, луѓе не знаеш кој се, што се, ги стигматизираат луѓето, ги денигрираат со слики, со карикатури, со све што. Па дури сериозни луѓе гледам прават карикатури и на политичари. Ја гледам луѓе кои ги ценам, прават карикатури на луѓе кои што можеби не ги ценам, но не ми се допаѓа тоа. Не е убаво на тој начин да се води јавниот диалог или дебата, затоа што тоа не вродува со нешто добро за иднина. Ние треба сите да мислиме за идните генерации. Значи да оставиме некоја подлога за култура на диалог кој што ќе овозможи да се решават проблемите, а не да се задоволат само личните суети. Ја го опцувнев или го направив лом, мислам дека, а од друга страна нема резултат. Во тие лиферување на лажни вести не се само поединци, туку се вклучени партиските штабови со лиферување на лажна вест, па после се демантира, ама кога ќе ги пуштиш пердувите, после тешко се собираат. Токму така, тие се сите, значи овие
така наречени лажни профили или тие не знам, ботови како ги викаат. Не, Разни има технологии. и Ја дури портали не ги- кои што и портали, лиферуваат лажни така вести, и портали кои па после се абла лажни демантираат вести. или не демантираат. да ги демантираат, не ги демантираат или полувистини. Ама еднаш кога ќе отиде Да. таква информација. И со тоа се прави огромна штета. Многу на... е засилена сега во Да, председателскава да. кампања. И тоа е навистина голема штета. И тоа ќе има далекосеќни последици. И мислам дека најдобар начин тоа да се спречи е со така наречена медиумска едукација и медиумите, да речем добронамерните, ние и јас сум бил член и на Меѓународна федерација на новинари, и на Европска федерација на новинари, и разни новинарски, овие медиумски организации каде што се дискутираше за тоа како да се најде решение за тоа да имаме независни медиуми, и независно новинарство. Па дури и тоа вика што е независно новинарство, па да ајде добро новинарство, па и тоа што е добро новинарство. И сега би рекол добронамерни медиуми кои што мислат добро на државата и на кои се грижат за јавниот дискурс, не само за својот профит, како приватни медиуми особено, па и државните, гледам, може да се стават во тој, да посветат повеќе внимание на демаскирање на тие феномени, на лажните вести. Значи, кој имаме таква лажна вест, да се посвети внимание, да се прави емисија ако треба со актерите, бидејќи имаме и некои што се уништуваат животи на луѓето. Со тие лажни информации, и мислам дека не е лошо да се направи нешто. Тоа е глобален проблем на целиот свет, но и кај нас е многу застапен сега. Кај нас е позастапен бидејќи немаме одбрана, немаме како заштита немаме, да. Имунизација. Немаме Почнаа првите пресуди, ама сега по судови да одиш да... Судовите нема да ги решат проблемите. Или етичкиот комитет, етичкото... Да. Советот за етика е тие добро прават. Меѓутоа... Ама ќе напишат соопштение, кој ќе го објави, кој нема да го објави и толку е тоа. Кој ќе постапи. Мислам дека самите медиуми може да направат повеќе, кој има таква лажна вест, да ги викнат актерите и да ги демонтираат тие работи, и на тој начин младите генерации да почнат да размислуваат дека постои вакво нешто. Иначе ако не видат демант на тоа, може нема да знаат дека тоа е лажна вест и тоа ќе се мултиплицира понатака. Јас неам увид во како исламската верска заедница се однесувала во претходните избори. Знам за Македонската православна црква дека одредени владици и свештеници се ставале на страна на партија, агитирале, но овој пат на овие претседателски избори поглаварот на исламската верска заедница прво излезе со едно уценувачки ултимативно писмо до владата, во кое што рече ако не бидат џамиите лажани, не знам и уште две, дека тие во 700 ми се чини џамии ќе им објаснуваат на верниците, односно ќе агитираат да не излегуваат на гласање, дека власта е благонаклона кон Македонската православна црква, но не и кон исламската верска заедница, односно дека ги дискриминира. За да пред некој ден направи уште поголем, па после тоа некако се испегла, поглаварот се повлече, но пред некој ден повторно се појави негова видео изјава во кое што со навредливи зборови, ајде да не ги повторувам, кон македонскиот народ. Зошто тоа? Да. Тоа е наистина нов феномен. Порано се исламската верска заедница, колку што знам, не се мешаше во изборните процеси, или тоа оџите го правеа по... Искрено да ви кажам, не сум нема нека јасна представа, не сум можеби следат доволно
Они тоа не го прати јавно, тоа се прави во затворени средини и не можеш да добиеш, не можеш да следиш. За разлика од оваа изјава која што јас и таа изјава нешто ми е чудно, видов во медиумите транскрипт тоа што изјавата пренесена како што кажал и мислам дека тоа е неприфатливо за било кого таква изјава за друг народ. Барем албанците знаат колку е тоа некоректно и болно, бидејќи видовме со таа така наречена енциклопедија која што беше објавена од академијата и ова потсетува на такво нешто и не е тоа начин да се комуницира. Да, во минатото сме имали и гасни комори за шиптари. Да, све свашто имало. Во тој стил е и оваа негова изјава. Тоа и Див народ и така. Не може да биде прифатен и верувам дека не е прифатена од луѓето. Зошто тоа го прават, не знам. Мене ме чуди навистина и зашто верските заедници и се мешаат во сите прашања. Ние видовме сега да не испадне дека правам паралели, но кога беа некои протести кои имаше лани и преклани, односно кога свештеници инсистира, треба попис да се прави такви работи кои што се стручни, тоа се други луѓе кои што треба се бават такви работи. Они треба, според мене, верските поглавари или свештеници треба да ги смируваат луѓето, да се обидат да ги разјаснат работи, да им помогнат на луѓето да се соземат, затоа што ние имаме сега навистина огромна поделба помеѓу, не можеби во овој момент толку помеѓу народите, односно заедниците, колку што има внатре во заедниците. Имаме такви поделби и кај македонците и кај албанците. Поделбите се внатре во заедниците. Да, поделбите се внатре и верските заедници, односно свештените лица кои што имат влијание. Па и они се поделени. Они се поделени самите, но тоа влијание што го имаат, мислам дека не го користат во согласно со нивното учење и со верското учење, туку повише со некои политички, односно го стават во функција на некакви политички прагми кои што се на штета и на верските заедници, односно на луѓето кои што искрено веруваат и на штета на општеството од секуларен аспект. Така да мислам дека тоа треба да се истражи и да се понесе одговорност, морална или било каква. И сега за крај, Ибрахим, да те прашам, очекуваш ли во вториот дел, во вториве 10 дена од оваа изборна кампања за првиот круг од гласањето, очекуваш ли таа да се вжешти, да внесе малку адреналин за... Верувам дека партиите ги имаат тие рейтинзи на излезност, кој како стои, и дека треба да се внесе малку адреналин и да не бидат тие дебатите на тројцата кандидати премногу професорски, академски. Да. Добро, во досегашниот тек беа навистина премногу далеко тоа да има говор на омраза, но сепак треба адреналин малку. Не само адреналин, јас кажав и мислам дека проблемот е што они не се фокусираат на темите кои што се компетенции, ингеренции на председател на државата, туку збора за други работи. Да, Давкова збори дека ќе предизвика предвремени парламентарни, што не е работа на председател. Да, и не знам таму овие... Или манипулирање со електоратот дека преспа може ќе го... Тоа не може, тоа е меѓудржавен, меѓународен договор. Да, и економски таму теми спомнуваат кои што немаат некоја ингеренција. Они може да помогнат, се разбира. Може да помогне председателот ако може да помогне, бизнис делегација да однесе кога оди со себе, да створи клима на доверба. Но сепак моќте е кај владата. Да, они би можеле, еве да речеме и тоа, да гледам позитивно. Ако они се луѓе кои што се проактивни во развојот на државата, во правецот што сите сме го избрали, значи не е избран тој од СДС или од ВМРО или од ДУИ од Алијансот, тоа е општ консензус дека одиме кон Европска унија и НАТО и сега сме тргнале по тој пат и председателот треба да биде можеби првиот, пошто нели он има ингеренции во надворешната политика и во одбраната. Значи сепак има некакви ингеренции кои што може да влијат и на економскиот развој индиректно и нека го искористат тоа за да ги
подобра шансите на Македонија да добие поддршка и да добие инвестиции, не знам што. А не да рече дека ова нема да го направиме, ова ќе го ревидираме, укинеме, ќе го. Тоа е најлошо што може да се случи на земја во развој. Договорот кој што е постигнат на... Ма знаат и они дека тоа не може, туку да, манипулираат со граѓаните и ствараат забуди. Така е, тоа е најлошото што они, убеден сум дека се свесни дека тоа не гледаме дека и самите ова канdidaтката на ретерираше, да. Ретирира постепено. Прво рече дека преспа никако, па дека службено ќе Северна, кога ќе биде председател Северна ќе ја признава, а по дома нема. И со фломастер ќе по дома сите не викаме Северна Македонија. Несериозно е као на тие панели таму меѓународни се со фломастери ќе ги бришат тоа Северна. Тоа несериозно. Не придонесува кон развојот на државата и кон угледот на државата, а председателот, ако ништо друго, има функција да го подигне угледот на државата. И за крај да те прашам, медиумите, тоа им е и работа, ги издвојуваат овие гафовите што ги прават и кандидатите и лидерите на партиите. Мене ми е тоа забавно и мислам сегде во свет е тоа нормално да се прави. Ти што мислиш за гафовите? Симпатични ти се или? Гафовите, па... Има гафови и Давкова, има и Пендаровски, има и Заев гафови, има и Мицковски. Да, точно. Има гафови кои што те терат на размислување, бидејќи може да има гафови кои што се бенигни скроз, но некои од гафовите, барем мене, ми се гледат дека се малку те терат на размислување за вкупната состојба. Да има концентрација. Концентрација и наш. И како би ја извршувала функцијата ако нема така концентрација? Тоа влие, впечаток влие. И затоа јас гледам дека како што тече кампањата, има многу кај македонците, гледам и јавни личности, имаат симпатии за Блери Млека, кој што се покажува многу добро во кампањата. Полно мои пријатели ми рекле дека овој човек стварно... Да. И во некои идеални услови можеби тој би требаше да биде заедничкиот кандидат, но за жал тоа не се случува. Се уште не сме стасале до таму. А од друга страна имаме кандидат кој што не стоа гафови, него одраз на недостаток на концентрација или не знам, не некаква состојба, што не е за подсмев, не е убаво да се подсмеваме на такви работи, бидејќи сите ние одиме натака кон таквите состојби, но кога се работи за председател на држава, мислам дека и тоа влијае на одлуката на граѓаните. Апсолутно. Бидејќи во ситуација која имаш, да речеме, состојба на прогласување на не знам, воредна состојба, состојба, и тој човек или таа жена ќе биде личноста која што ќе одлучи. Американците го избраа Трамп. Така е, да, така е. Ние гледаме дека тоа се случува низ свет. Но ете, ако треба да тоа да збориме за тоа, мислам дека е и тоа важен елемент во проценката на кандидатите. Мислам дека тоа треба да биде дел од тој пакет на критериуми што ние сите ги имаме како представа сакаме, а не да биде дали е тој кандидат на мојата партија во наводници или е на противниците. Мислам дека повеќе треба ние самите да гледаме. Да гласаме за личност. И да гласаме човекот или жената што нас ни остава најдобар впечаток. Господин Мехмети, ви благодарам за учеството во отвореното студио на Еден ТВ. Ќе имаме уште прилики. Доправа следи првиот круг. Јас се надевам дека Блери Млека ќе биде во грешка, дека ќе имаме и втор круг и дека, еве, ја прифаќам вашата теза, дека може видно да биде заедничкиот кандидат. Ќе биде избран председател на државата. Ќе имаме цензус, но сепак тоа останува да го решат граѓаните. Благодарам за учествие, беше задоволство. Вам, почитувани гледачи, останете со програмите на Еден ТВ. Од мене, пријатно.